Благодарам Наумовски. Се слушаме? Да. Прво сакам да се заблагодарам на поканата од страна на АБИТ и на домаќините, да ги поздравам сите гости, професор Трпевски посебно, како што кажавте, веќе доаѓен на монетарната теорија или на монетарната наука во Македонија, во однос на нашите генерации. Времето е кратко, а ваквите дебати со оглед дека не се формални, официјални во институциите, дозволуваат малку и да пошироко поразговараме. Јас ќе се обидам во моите 7-8 минути да кажам неколку мислења, да поставам неколку интригантни прашања, кои ќе бидат така поставени што за присутните овде одговорот ќе биде веројатно и јасен со самото прашање, но нема јас да го одговорам, затоа што и мене не ми е се уште до крај јасно дали е тоа така, но се многу интригантни. Ќе почнам од еден денешен текст, непосредно пред седмицава додека се подготвував од ММФ што излезе, каде што кажува дека ММФ не предвидува, туку веќе соопштува дека забавувањето на растот на светската економија е евидентен. Значи не се оние аутлуци, проспекти и така натаму, туку е евидентен. Значи првите знаци се дадени од страна на ММФ, веројатно внимателно како и нас ја следат не домашната, туку светската економија со сите индикатори кои следуваат, финансиските пазари, берзите, акциите на нив нормално, трговијата, индустријското производство и другите, веројатно веќе нивните прогнози стануваат, ги цитирам, евидентни. Она што е најстрашното е што на ова евидентно забавување на растот, тоа зборуваме за светско ниво, кое во дел од светот може да се претвори во рецесија, зашто светот во целината ја држат некои економии кои нема да влезат во рецесија, на кој ќе се надогради уште релативно подолг временски период, кој никој, се сложувам со Наумовски, не можеме да го дефинираме до кога ќе биде со инфлација и каква. Тоа што е посебно проблематично е што намалувањето инфлацијата во идната година, во 23-та, па и понатаму, нешто што до вчера беше релативно, иако во економската класификација е умерена, во рамките на едноцифрената или на граница со двоцифрена 10% од прилика, 8, 9, 10, 11, сега ни стана нормално. Па дури сега со прогнозите за идната година во светот и особено во нашата земја, дека ќе имаме инфлација мерена на годишно ниво или просечна, се едно, некаде до 8, 9, 10% ни изгледа задоволителна проекција, откако го поминуваме ова искуство, каде што веќе стигнавме близу до 20. И еве да употребам една излитана фраза, се плашам дека почнуваме се навикнуваме на новата нормалност, а тоа е после еден долг период некаде од средината на 90-тите години, за Македонија конкретно 96, 7, 8, кога преминавме на многу умерена едноцифрена инфлација, дури и на една рака да се илустрира, 2008-2009 кризата имавме една година повисока инфлација. Сега веќе за успех ќе го рачунаме, ќе го сметаме инфлацијскиот удар во наредната година од 8 до 10% и ќе мислиме дека е тоа добро и тоа загрижува. Причините за инфлацијата се различни, тоа многу често сите го дискутираме и го дискутираат, од политичките движења во светот, за кои еве јас ке се осудам да кажам дека можеби треба да се размислува кога бараме разлика помеѓу причини и поводи за нешто, дека можеби војната во Украина е само повод за појава на инфлацијата во светот, можеби не и директна причина, затоа што тука се тие интригантни мои прашања кои можеби предолго време се надевавме дека инфлацијата сама по себе ќе се контролира на некое ниско ниво, без да вложуваме дополнителни напори и дека можеме со релативно експанзивна
и фискална, особено фискална, зборам и во светот и во Македонија, па и монетарна политика, да се движиме кон бркање на економски раст или поволни услови за стопанисување, да мислиме дека инфлацијата нема се појави. И ако гледате и големите економии во светот со кои ние сме најповрзани, или трите големи банки кои се сега порелевантни за нас, ЕЦБ, ФЕД, па и Bank of England, и тие од 2008 се сеќавате да тие политики на фискални стимулации бесконечни кон економијата од 7, 8, 9% од БДП надвор и од Копенхашките критериуми за Европската унија и за се, па последно доврзани со така наречената двојна рецесија, нели? Да се продолжи тоа, па да се продолжи и со ковидот, со ист стимуланс, па дури да се разлабавува монетарната политика на секаде со цел да се задржи економската активност. Не знам дали беше непредвидливо сите да се, но ете, испадна непредвидливо, да се надеваме дека мала искра во светската економија, ова беше голема искра, но и мала можеше да предизвика и поголеми инфлаторни влијанија. Да речеме да поставиме едно класично монетаристичко прашање, да речеме дали цените на стоките се тие што генерира и на услугите, се тие што генерираат инфлација. Или инфлацијата сепак се генерира од емисијата на пари. Или од начинот и количината на понудата на пари. И каква е таа меѓузависност. Да, професорот Трпевски е во право дека ние сега имаме трошковна, или во нашиот случај трошковна заради тоа што ние увозна, кај увозните трошоци можеме да ја класифицираме и увозна и трошковна, се едно исто е, но колку на сето тоа во светот и ние и сите други монетарни институции не посветија преголемо внимание. Значи, дури понудата на пари во светот толку многу се зголеми после 2008 со релативно експанзивни фискални монетарни политики, да ние живеевме долго време, допред неколку месеци, во услови на zero и негатив, нулти и негативни каматни стапки. И никој не се прашуваше колку е тоа издржливо, докаде може да оди, тоа траеше со години, и тоа долги години. Зошто светот плива во таква ликвидност да веќе капиталот нема цена? Едноставно го пасирате со негативна каматна стапка. Вие имате капитал, тој ви одзема трошок, финансиски капитал. Дали тука има и некои монетарни инструменти кои влијаат на тоа да ги обезвредниме до таа мера да го обезвредниме финансискиот капитал со негативни каматни стапки? Дури стана, ајде да кажам, негативните каматни стапки нормалност во финансиските институции, сите банки во светот, така. Сите банки во овој дел свет со кој ние најмногу тргуваме и со кој ние економски сме најмногу поврзани, така. Дали тоа нешто придонесе, а го занемаривме? Понатаму, читав една статија пред 2-3 месеци и ме натера да размислам, па би сакал да ја ставам како дискусија. Пред се од почит кон присутните и од фактот дека јас сепак сум развоен и фискален економист, не сум монетарен економист во најтесна смисла на зборот. Во последно време, последниве неколку години, ICT технологиите многу напредуваа. И тие извршија клучно влијание врз работата на финансиските институции. Сите преминаа кон дигитални плаќања, дигитални трансакции, не централните, зборувам деловните банки ширум светот. И дали може би не предизвика ефект на зголемување на брзината на обртот на парите во економијата. Затоа што едно е плаќањата што претходно ги знаевме со жиралните пари и готовите пари, сега веќе стана многу полесно, многу побрзо, многу потранспарентно, во секој момент од секаде и колку сакате. И тоа може би предизвика во онаа класична формула што ја знаеме од квантитативната теорија на парите, така, каде што М по В е, како беше, П по Q, така, дека В се зголеми. Velocity, брзината на обртот на пари, се зголеми заради употребата на информацијските технологии со некој коефициент кој автоматски левата страна на равенството
ја подигна горе и ја изравни сега со десната страна делумно со повисока инфлација. Значи и тоа ми е исто сега дилема, дали тука сме биле невнимателни, дали во иднина тоа исто така ќе предизвикува некои проблеми. Понатаму сите сме свесни дека пред појавата на пандемијата, а и пред појавата нормално на војната во Украина, во светот толку многу се напушти класичното, ајде да кажам, не оти сум некој голем приврзаник, но го почитувам бескрајно, неокласично монетаристичко сваќање за монетарната политика и парите, па дури сите ние се соочивме на секој 5-6 статии, книги, изјави, па дури во Америка и политички избори на битни конгресмени и подпредседатели на Америка, да ја промовираат така наречената ММТ, Modern Monetary Theory. Се надевам бар професорите и експертите разбираат за што зборувам. Се извинувам на оние кои не се економисти на состаноков, кои пропагираа дека користењето на монетарните средства од емисија на банката со оглед дека е држава кон држава треба да служат за кредитирање, за финансирање на дефицити и на се друго. И тоа изврши соодветно влијание. Знаете, кога нон-стоп читате, сите ја отфрлаат, но таа постои. Така, таа постои. И конечно мислам дека како сплет на сето ова се испорача нешто што ајде еден монетарец ке цитирам кој ми е на сите познат, нашиот професор, условно кажано професор чии книги ги читаме, Фридман, така кој има кажано на славна изјава no free lunch, јас би ја збогатил сега no more free lunch, не дека нема слободен бесплатен ручек, туку дека веќе нема бесплатен ручек, пошто мислам дека во последниве 7-8 години, особено од 2009-10 до пандемијата и после пандемијата уште повеќе, уживавме во некаков фриланч со понудата на пари и така натаму. И сега евентуално доаѓа да се плати сметката за едно такво малку ноншалантно однесување. Само уште ова ти го кажам дека да, јас сум свесен дека постои меѓузависност помеѓу рестриктивноста на монетарната или на фискалната политика и перспективите за раст на економијата и дека ако не ги балансирате можете да се сведите раст со инфлација, кој после тоа има други проблеми, или скротување на инфлацијата кој ќе предизвика краткорочен удар на растот, па дури и рецесија. Не знам што е подоброто. Денеска зборував со професорот Треновски и со професорот Нумовски, послободен еден во друга прилика разговор, и соопшти дека дури за мене почнува да станува поприфатливо да се заузда инфлацијата сериозно, па макар и со 1-2 години мала рецесија, која нема да, отколку да продолжи инфлацијата која многу поголеми проблеми носи, отколку да изгубите 1-2% од потенцијалниот раст во наредната година, евентуално да се претвори во 0,5 или 1 негативен раст. Дека би било помало зло. Но проблемот е што национално не се решава, затоа треба глобални политики, особено на овие 3-4 банки, вклучувајќи освен Fed, Bank of England и ECB уште некоја, за да се постигне таков консензус. Ние сме следбеници заради врзаноста со еврото и така натаму, но ајде, ова е дебата во која можеме и тоа да го разговараме. Така, инаку се соочуваме, сите сме свесни со тоа дека во моментов растот го одржуваме во Македонија на некое ниво кое ништо многу не ни е, 2-2,5%, со перспективи исто толку да биде и до година, но дека сите други индикатори во економијата ни стана стравично лоши. Завршувам, се извинувам, само ќе ги набројам, не ги квантифицирам, на сите ни се јасни, така. Значи имаме висока инфлација, која стигнува до 20% на годишно ниво. На меѓународен план имаме забавување на странската побарувачка, која станува евидентна за нашата економија, која е европски ориентирана, дека имаме ниски стапки на можен раст, дека имаме страшен дефицит на трговскиот биланс и пренесен на тековната сметка кој надминува 7% во оваа година, што е удар, со оглед дека успеавме да го стабилизираме како држава на под 3% во еден подолг период. Сега повторно имаме страшен дефицит, тоа ќе предизвика дефицит на тековната сметка кој се знае како го надоместуваме, ќе мора да се задлужуваме и тоа во странски избори, каде што каматите ќе бидат високи. Кредитниот раст и понатаму, иако имаме инфлација, го форсираме во банкарскиот, или тој сам се форсира.
кој креира побарувачка, кој креира дополнителна инфлација, така. Значи, дефиците на буџетот се прилично големи, така, кои надминуваат 5, 6, 7%, оваа година сега прв пат се планира испод 5 да оди во 2023, предпоставувам заради аранжманот што следи со ММФ, тие тоа го бараат, иначе ние ќе одевме на 6. Имаме еден вкупен контекст на влошување на индикаторите, во кој може да се случи инфлацијата висока, индикаторите уште полоши, и затоа може да се бара излез барем инфлацијата да се зауздува, колку е тоа можно во наши раце, за да не се дозволи сето тоа да се случи. Благодарам, извинете ако бев малце подолг.